Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Граѓаните и државата тонат во сиромаштија, функционерите на владата на СДСМ живеат хедонистички и уживаат во луксус на државен трошок и нормално со парите на граѓаните. Наредниот период ќе излезе на виделина целиот луксус на функционерите на СДСМ изминативе 3 години, каде што граѓаните трпат за леп практично и се на работна екзистенција, а функционерите на СДСМ и владата ги трошат нивните пари за најголемиот луксус. Најновите податоци велат дека СДСМ никако не може да се откаже од луксузот. За само 3 години набавиле 392 возила за институциите, а набавките вкупно чинеле 8.130.000 евра. Над 8 милиони евра од буџетот кој го полнат граѓаните и компаниите преку плаќање на даноци и слично завршиле како трошоци за луксус на функционерите на СДСМ. Воопшто не се штеделе парите на граѓаните, па се купувале најскапите и најлуксузните автомобили, лимузини и джипови кои чинат и над 40.000 и над 50.000 евра. Има и такви кои што достигнуваат и до над 60.000 евра. Она што е многу симптоматично е што над 70% од набавките биле само со понуда од еден набавувач, односно еден понудувач, што јасно отвара сомнеш дека функционерите кои ги набавувале овие возила точно знаеле какво возило сакаат да набават, точно така ги правеле условите во тендерот и однапред фаворизирале возило што им се допаѓа да се возат откако се на функција. Исто како да купуваат автомобил за дома, но не со нивни пари, туку со парите на граѓаните. Токму така ги бирале автомобилите. Морам да потенцирам дека меѓу институциите што набавиле луксузни джипови од над 45.000 евра вредност по автомобил и Агенцијата за европски образовни програми и мобилност, која ја водеше изминативе години Лидија Димова, а за која вчера беше отворен случај од страна на антикорупцијската комисија за проневера на финансиски средства. Тоа е и повеќе од јасно зошто треба да се преиспита се, буквално се, во таа институција. Очигледно е дека дел од граѓаните немаат основни услови и компјутери, IT уреди за онлайн настава на над 40.000 дечиња во Република Македонија, но затоа функционерите на СДСМ уживаат возејќи се во службени автомобили со кожа, луксус, масажери и што ли уште не. И претходно говоревме јавно за бројни скандали околу набавка на автомобили, но бидејќи обвинителството е во спрега со СДСМ и ЗАЕВ, нема ниту еден отворен случај за овие сомнежи за проневери. Затоа јавноста нека цени што и како работат функционерите на СДСМ. Благодарам.